Вести на Канал 8, добродојдовте. Околу 550.000 евра обезбеди општина Зрновци за реконструкција на секундарната водоводна мрежа. Околу 70% од парите се добиени од Министерството за животна средина, а остатокот е од општинскиот буџет. Општина Зрновци ги обезбеди потребните финансиски средства во износ од околу 550.000 евра за реализација на проектот за реконструкција на секундарната водоводна мрежа во општинскиот центар. 2/3 од средствата се обезбедени преку Министерството за животна средина, а остатокот се од буџетот на локалната самоуправа, за што едногласна согласност даде и општинскиот совет на последната седница. Ние ревидиравме проект реконструкција на водоводна мрежа во Зрновци, кој што во 2021 беше 18 милиона, по ревидирањето 34 милиона денари, а обезбедени, алоцирани средства од страна на Министерство за животна средина, кој што е заем од Светска банка, за општина Зрновци се доделени 396.000 евра. Електронската аукција на избор на економски оператор за реализација на проектот ќе врши самото Министерство, не општина Зрновци, но потребна е одлука од Совет за дообезбедување на средства за реализација на исти. Информирани сме дека некаде април месец можно и да се започне со реализација на овој битен проект за село Зрновци. Со проектот е предвидено да се изврши замена на дотраената водоводна инсталација до домакинствата и другите корисници со нови полиетиленски цевки во вкупна должина од над 6800 метри. Исто така, ќе се санираат и оштетувањата на коловозот на улиците и на другите површини, каде што ќе се изведуваат градежните работи. Освен ископ и промена на секундарната мрежа, враќање на правобитна состојба. Значи, асфалтирање на секое сечење на асфалт дека ќе биде. Самиот проект опфаќа и преасфалтирање на секаде таму каде што ќе има сечење на асфалт. Поради големата висинска разлика помеѓу резерварот и најниската точка на корисниците, предвидени се 3 зони на водоснабдување, за кои ќе се инсталираат соодветни регулатори на притисокот. Со тоа ќе се надмине недостигот од вода на повисоките локации, како и дефектите на цевководот во пониските места, а ќе се намалат и трошоците за одржување на системот. Заштитата од ерозија и обновувањето на оштетените шумски појаси на територијата на општина Кочани ќе се реализира и во текот на оваа година. Носител на активностите ќе биде подружницата Осогово на јавното предпријатие Национални шуми. Според планот за активности, планирано е да се изврши пошумување на околу 15 хектари со садници од едногодишен и двогодишен багрем. Со оглед на прифатениот стандард што важи за засадување по единица површина, планирано е да бидат засадени по околу 2000 садници на 1 хектар. Односно, според предвидениот план за пошумување, ќе се засадат вкупно околу 30.000 садници. Пошумувањето ќе се реализира во местноста Пресечена скала, каде во катастрофалните пожари во август 2021 изгоре шумска површина на околу 50 хектари. При тоа беа опожарени шумски култури стари од 30 до 40 години, од кои најмногу имаше борови стебла, кои беа сериозно оштетени или целосно изгорени. Во изминатите 2 години на оваа локација беа организирани повеќе акции за обновување на шумскиот појас. При тоа се вклучува и припадници на доброволното противпожарно друштво и територијалната противпожарна единица, како и волонтери од општинската организација на Црвен крст. Во април минатата година, на површина од 10 хектари во местноста Пресечена скала, учесниците засадија 600 садници од млад багрем. При тоа подршка дадоа и вработените во шумската подружница Осогово на јавното предпријатие Национални шуми. Во селото Градец формира најмладинска организација со назив Еден за сите, сите за еден. На минатонеделниот состанок беа избрани и раководните органи. Во селото Градец формирана е младинска организација Еден за сите, сите за еден. На координативниот состанок со младите од селото Градец, што се одржа минатата недела, беа назначени и раководните органи. За председател на организацијата е избран Никола Спировски, а за координаторка е назначена Даниела Ристова. Младинската организација е формирана по иницијатива на Даниела Ристова,
која работи како наставничка по македонски јазик во основното училиште Славчо Стоименски во Виница и група на ученици и младенци кои сакаат да допринесат во уредување, подобрување и унапредување на животот во градец. Идејата за формирање на младинската организација беше прифатена и од страна на местната заедница на селото Градец, која им даде просторија за користење, во која ќе може да се состануваат и да решаваат проблеми. Младите лица одржале и состанок при што ја изработиле програмата за работа, а ги утврдиле и активностите кои ќе ги реализираат во текот на предстојните 2 месеци. Фолклорниот ансамбл Лјупчо Сантов од Оризари доби медал и благодарница за учество на најголемиот европски, светски и меѓународен карневал Сурва во Република Бугарија. Настанот се одржува традиционално секоја година во последниот викенд од месец јануари. Благодарница и медал доби фолклорниот ансамбл Лјупчо Сантов од Оризари за учество на најголемиот европски и светски 30-ти поред меѓународен карневал Сурва во Перник, Република Бугарија. Тој се одржува секоја година во последниот викенд од месец јануари, а годинава учествуваа и фолклористите од Оризари, кои успешно ја представија традицијата и обичаите од нашиот крај. Меѓународниот фестивал на маскембалските игри Сурва во Перник има над 58 годишна историја и еден од најголемиот маскембалски форум на Балканот. Организатор на настанот е општината Перник, а во 2015 година празникот Сурва е вклучен во репрезентативната листа на УНЕСКО за нематеријално и културно наследство на човештвото. Исто така за време на фестивалот градоначалникот на општина Кочани Лјупчо Папазов и градоначалникот на општина Перник потпишаа меморандум за соработка меѓу двете локални самоуправи. Со потпишувањето се очекува поголема соработка меѓу двете општини, споделување на повеќе искуства како и поддршка во развојот на многу области во работењето на општините. Оделението за внатрешни работи Кочани расчисти 2 тешки кражби во градот. Исто така, надворешната канцеларија за криминалистички работи Кочани поднесе кривична пријава за 2 кочанци, бидејќи неовластено производувале и пуштале во промет наркотични дроги. Полициски службеници од Оделението за внатрешни работи Кочани расчистија 2 кривични дела, тешка кражба и едно кривично дело, тешка кражба во обид, извршени на 29 јануари на територијата на општина Кочани, од бутик, автоперална и сендвичара, од каде биле одземени разни предмети и пари. Поради постоење основи на сомнение дека се сторители на делата, во полициската станица биле повикани 2 малолетници од Кочани. Во службен разговор тие ги признали кривичните дела, а украдените предмети биле пронајдени и вратени на оштетените граѓани. Надворешната канцеларија за криминалистички работи Кочани пак поднесе кривична пријава против 45 годишниот ДФ и 43 годишниот СА, двајцата од Кочани, поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурзори. На 19 септември 2022 година полициските службеници извршиле преглед на лица од Кочани, при што пронашле и одзеле хероин и марихуана, кои ги купил од пријавените. По целосно документирање на 2 случаи, против лицата ќе бидат поднесени соодветни пријави, известуваат од полицијата.
Почитувани со временската прогноза ги завршуваме и овие вести на Канал 8. Останете понатаму со нашата програма. Следете ни на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.